Секоја среда во 9 часот со доктор Крстен Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ви ден и добре дојдовте на Радио Слободна Македонија, како и секоја среда, така и денеска. Ќе позборуваме на тема Живот со доктор Крстен Маљановски, советник на председателот на Владата за труд и социјална политика. Добар ви ден и добре дојдовте. Добар ден. Денеска ќе позборуваме малку на тема лица со хендикеп или воопшто како се дефинира хендикепот и во однос на нивните работни односи. Лицата со посебни потреби представуваат една група која се наоѓа се уште за жал на маргините на нашето општество. Тие се соочени честопати со проблемот на изолација во средината во која живеат и сега покрај неповолните општествено-економски односи на лицата со посебни потреби им е неопходна и потребата од општествена заштита, а тоа подразбира образование, здравство и работни односи. За почеток на денешната тема би сакала да ми кажете како се дефинира хендикепот. Да, за жал дел од животот се и нормалниот живот се и лицата со хендикеп, кои ги имаме, ги имале и ќе ги имаме. Како се дефинира? Се смета инвалидно лице со хендикеп, инвалидно лице се смета лице со ментална или телесна попреченост. Кои се причините за овие, да ги кажеме, нарушувања? Во најголемиот број на случаи се вродени. Така да церебралната парализа, после тоа интелектуалната попреченост и сите оние други појави што се околу овие хендикепи, дури и ден денеска не се знае причината. Која е причината за нивното настанување? Како што е и аутизмот, како што е и Дауновиот синдром, се назираат некои решенија, се назираат некои причини кои најчесто одат кон тоа да се што е можно повеќе да се врши контролата уште за време на бременост кај жената. Причините можеме само да ги нагаѓаме, меѓутоа дефинитивно не ги немаме. Значи, во секој случај, тоа се една голема група на луѓе која не може да функционира сама и на која дефинитивно се спремена и мора да има помош од околината и од општеството. Може ли да кажеме кои се видовите на хендикеп? Да, најголемата група е телесната попреченост, односно хендикепот во однос на некои аномалии на најчесто екстремитетите, рацете, нозете и менталната попреченост. Кога зборуваме за телесната попреченост, најчесто зборуваме за лица со церебрална парализа или квадриплегија и некои нивни други продукти, што би се глобално рекло, а додека кога зборуваме за менталната попреченост, која и дури и законот ја зема во заштита, се е најтешката ментална попреченост во кај овие лица. Во однос на работните односи, нам тоа не интересира денеска, како се остваруваат правата од хендикеп преку Министерството за труд и социјална политика? Така е, јас можам во глобала да кажам дека правата на лицата со инвалидност се остваруваат во 4 базични закони, се извинувам. Значи, законот за заштита на децата, каде се земаат во заштита, каде им се дел од тие права се наоѓаат тука. Со сите измени и дефинитивната верзија на законот е донесена 2013 година, во овој момент. Законот за социјална заштита, Законот за вработување на инвалидни лица донесен 2015 година и Законот за инвалидни организации 2008 година. Кога зборуваме за системските решавање на овие проблеми, значи во основа зборуваме за лица со хендикеп до 26 години и над 26 години. Тоа е глобалното решавање на проблемите. Едно од најнадлежните министерства, во секој случај заради тоа што во овој дел од животот се вклучуваат многу министерства, и е Министерството за труд и социјална политика. Тука е Министерството за здравство. Да не го заборавиме Министерството за транспорт и врски, каде што под нивна надлежност се сите оние објекти
кај што сите ние мораме да одиме, патуваме, се движиме, што е еден од условите за нормален живот на телесните инвалиди, односно лицата со телесна попречност. Така да системот на заштита на инвалидските организации како што е во основа добро поставен, меѓутоа сигурно дека треба уште многу повеќе да се работи. Особено најголем проблем се вработувањето. Дефинитивно, со неколкуте измени на законите, последните неколку години, огромен број на лицата кои се работоспособни или делумно работоспособни и кои можат да си го најдат местото каде што би можеле активно да призувам со својот ангажман, се вклучени во пазарот на трудот и вработени. Да не ја забравиме, значи пред отприлика година и пол преку акцијата на владата на Република Македонија се вработија 300 лица со хендикеп и навистина одлично функционираат. Во овој момент законот кој конечната верзија донесена 2015 година дава многу високи привилегии на работодавачите во однос на вработувањето на лицата со хендикеп. Најчесто овие лицата со хендикеп што се вработуваат се од, пак би рекол телесните инвалиди, каде што е зачувана психичката состојба, односно нормалното расудување во животот. Најпрвен ќе позборуваме малку и за тоа кои се правата за децата по основ на хендикеп, а потоа и за правата за возрастни по основ на хендикеп. Да. Еден од основните закони, како што и спомнав, е Законот за заштита на децата, донесен 2013 година. Со овој закон се уредува системот и организацијата на заштита на децата. Едно од базичните права е правото на посебен додаток. Ова право се однесува за деца со специфични потреби, кои имаат пречки во телесниот или менталниот развој, или комбинирани пречки во развојот до 26 години. За што се смета, што опфаќа овој закон? Значи, тешки, потешки и најтешки пречки во телесниот развој, потоа умерена, тешка или длабока ментална попреченост, најтешки облици на хронични заболувања кои се прелеваат во инвалидност и најтешок степен на оштетување на видот, слухот или говорот. Тука можеме да го вклучиме и аутизмот и Дауновиот синдром. За жал, животот понекогаш е немилосрден. Дел од овие посебни категории што ги опфаќа овој закон се комбинирани. Така да, многу често, некои од хендикепите, телесните хендикепи имаат и ментален хендикеп. Многу често и други болести се појавуваат. Например, покрај аутизмот или Дауновиот синдром, многу често се појавува и епилепсијата која е опфатена во овој закон. Што е се правата? Правата за висината на помош што се дава за овие лица за овие деца е отприлика 4202 денара, додека кај самохраните родители кои имаат дете со попреченост е 6303 денара. Кај корисниците социјална помош, значи на најранливата категорија на лица кои во семејството имаат деца со посебни потреби, оваа помош по дете изнесува 5252 денара. Начинот на остварување е преку центрите за социјална работа, многу едноставен, затоа што видливо е. Знаете, видливо е дете со аутизам, видливо е дете со Даунов синдром, видливо е дете со телесен хендикеп, преку неколку документи, многу, како што реков, многу едноставен и помошта стигнува секогаш на домашна адреса. Во случај на менталниот хендикеп, ако детето е со тежок и најтежок ментален хендикеп, тогаш се поставува старател од најблиските, од кругот на семејството, исто така во Центарот за социјална работа, како би можел да ги обавува функциите на тоа дете во најразлични делови од животот.
Јас морам да кажам, еден од најголемите проблеми што се обидуваме на секој начин да го решиме, тоа е бројот на децата. Ние дефинитивно немаме регистар на лицата со попречност. Што ни значи тоа? Тоа значи планирање. Кога би го знаеле, точниот број на овие лица би го многу подобро би ги планирале сите активности што ни следат во иднина. Каде се наоѓаат причините? Најчесто во родителите. Јас можам слободно да го кажам еден пример кој ни се случи пред 2-3 години, кога најдовме лице сместено во куќа со 42 години кој што апсолутно нигде не постоеше. Тоа лице, имам информации, дека фактички не излегло од куќата во која што е родено и живее. Родителите не ги пријавуваат. Меѓутоа, со новиот систем преку Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, како и Министерството за труд, ќе се обидеме барем приближна бројка на овие лица да ја дознаеме, се со цел што е можно повеќе да им се помогне. А кои се правата на возрастните? Да, правата на возрастните се опфатени во Законот за социјална заштита и овие права во последно време навистина дојдоа до огромен израз во смисла на зголемување на правата за мобилност, слепило, глувост, квадриплегија. Овие права се значајни и само би сакал да споменам. Значи, ако жал животот е пак немилосрден велам, ако до 26 години децата примаат посебен додаток, тој преоѓа во друг облик. Само со обнова на документите преоѓа во додаток за туѓа нега, што се вели, каде што на тие лица им е неопходна. Значи, од 26 години овој посебен додаток преоѓа во туѓа нега и продолжува да се исплатува на луѓето што го имаат овој проблем. Новите права што пред неколку години се воведени се правото на мобилност, тоа значи дека инвалидното лице не може да се движи без придружник, асистент или количка, слепило, каде што на лицата кои се слепи, значи добиваат како и мобилноста околу 7000 денари месечно. Глувост исто така, значи има одреден процент во законот, одредено е колкава е висината на можноста за добивање на ова право и квадриплегијата, каде што е апсолутно неподвижен и лежи во кревет. Да, ќе направиме една мала пауза, продолжуваме со темата правата на лицата со хендикеп. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Да, продолжуваме со емисијата Живот заедно со доктор Крсте Маљановски. Зборуваме за правата на лицата со хендикеп. Што вели, докторе, Законот за дискриминација во насока на лицата со хендикеп? Да, еден од исто така значените закони во оваа област од законодавството е Законот за дискриминација, каде што апсолутно се забранува било каква дискриминација на лицата со хендикеп во можноста за нивно вработување и нормално функционирање на работните места. Исто така се забранува и мобинг, односно вршење на било какво физичко, психичко или било друго насилство врз овие лица. Во тој дел навистина законодавецот е многу ригорозен и казните се ужасно високи и подобро е и превентивно да се каже за постоењето на овој закон, кој може во секој случај, ако е прекршен, да биде употребен во нормална судска постапка. А кои се институциите во системот каде што се згрижуваат лицата со хендикеп или која е мрежата на установите? Так. За жал ги имаме институциите, за жал тоа ни е оставштина од минатото, заради тоа што се сметало дека лицата со хендикеп би требало да бидат подалеку од очите, подалеку од, да кажеме, во наводници цивилизацијата. Така да едно од најголемите институции за лица со
најтежок вид на ментален хендикеп е демиркапија, која за наша среќа од една страна со процесот на деинституционализација кој почна пред неколку години, од бројка од мегаломанска од над 450 корисници, во овој момент е негде околу 200 и нешто сместени лица. Една од тие институции е и Центарот за рехабилитација на лица со хендикеп, со телесен хендикеп, тоа е Бања Банско. Големиот број, наскоро покриеноста со мрежа на дел од на скоро сите градови, поголеми градови во Република Македонија со дневните центри, како и центрите за лицата со оштетен вид и оштетен слух, кои ги има во поголемите градови на државата, со единствена цел да се помогне во нивна евентуална и можна рехабилитација. На што ставаме главен акцент во секој случај на деинституционализацијата. Првенствено би сакале овие лица да останат во рамки на своето семејство, со тоа што државата во најголем број на случаи би можела да помогне. Втора форма на заштита се малите групни домови, згрижувачките семејства, кои се трендови во светот. Затоа што дефинитивно би требало да се затворат овие институции, каде што не функционираат, него најновите светски научни истражувања и производите од овие истражувања кажуваат дека вакви институции не би требало да постојат. Ние во областа на социјалата сме во една огромна трансформација од институциите на системот да преидеме на оние помали форми на згрижување. Како што реков, значи втората форма е згрижувачки семејства, каде што посебно згрижувачите со посебна обука работат и односно згрижуваат лица со инвалидност. Малите групни домови, во оваа прилика би сакал да истакнам неколку организации кои се занимаваат со тоа, така на порака на готино, која во околината на Скопје има околу 15 објекти, каде што во семејни куќи, каде што згрижуваат лица со хендикеп, инвалидни лица, исто така порака Скопје, каде што дневниот центар кој се истакнува со својата хумана работа, и други невладини организации кои помагаат и асистираат во работењето со овие Да се вратиме повторно на тема работни односи. Кому да се обратат? Да, најгорлива е. Да. Агенцијата за вработување е правото место да ги следат сите огласи, конкурси што се, како и да навлезат малку подлабоко во привилегиите кои ги нуди, односно правата кои ги нуди Агенцијата за вработување, односно државата. Преку Агенцијата за вработување, Министерството за труд и социјална политика и државата. Особено би сакал да ги издадам на условите што се пружат, што се дават на работодавачите. Тоа се ослободување од даноци и ослободување на средства за придонес, како и финансиска подршка во работењето. Исто така и создавање на нормални услови за работење и адаптација на работните места кои особено се значајни за лицата со хендикеп. Заради тоа што овие лица бараат нешто посебно, нешто што соодветствува на нивната здравствена состојба, која не е ниту слична на она, да кажеме, на кај нормалните. На повидок е една голема акција за вработување на лица со инвалидност. На повидок се измени во законот како за пристапност, каде што веќе мислам дека целата мрежа на јавни и државни установи е прилагодена за се полесен начин и пристапност на овие лица да ги остваруваат своите секојдневни права, така и нормалното живење, дури и прилагодување на законодавецот предвидува
да секоја ново изградена зграда го има да на еден начин се прилагоди на лицата со хендикеп. Да, и за крај на емисијата Живот и на темата правата на лицата со хендикеп, кои се светските стандарди за згрижување на овие лица? Има повеќе, затоа велат имена флоскула или максима кога се зборува за нив да бидат и они присутни секогаш, заради тоа што тие најчесто го очувствуваат на себе ова што го во секојдневниот живот со кој се соочуваат. Тежок е на животот на лицата со хендикеп, меѓутоа на секој начин ние сме веќе пред во една длабока фаза на ратификацијата и односно кодификацијата на лицата со хендикеп, на правата за лицата со хендикеп. Потоа сите светски трендови ги следиме во нивното згрижување, помош и права во згрижувањата, како и нивното институционално ангажирање особено преку вработувањето кој е најголем проблем. Да, ви благодарам за денешното гостување во Радио Слободна Македонија. Се гледаме и слушаме повторно идната среда во емисијата Живот. Ова е трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител Ана Тудевска, техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска е 20 април 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крстен Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.